Министер, какви мерки преземате за справување со евентуалната појава на коронавирусот и што државата би направила во случај на појава на таков случај во земјата? Целосно сме спремни да направиме било што треба во даден момент доколку се појави дури и заболен со коронавирус. Сакам да кажам дека овој момент се преземаат сите превентивни мерки, тоа значи скрининг по потреба на патници кои што доаѓаат на аеродромот Скопје, а биле во поширокиот регион на Вухан во Кина. Понатаму интервју со епидемиолог доколку се јави таков патник да се направи анализа и проверка дали биле во контакт со евентуално заболен, а истото се прави за сите патници кои што влегуваат на сите сувоземни премини, кои што откако ќе кажат, има задолжение на полицајците кои што работат да ги прашаат каде биле и дали биле и да апропо тој податок се повика од локалното најблиско место епидемиолог за да се спроведе тоа интервју, што значи дека имаме точни податоци на сите кои што патувале евентуално биле во Кина да се направи соодветен преглед, да се измери температура, после направеното интервју. Овие мерки одлично функционираат до сега. Немаме најава на наши патници, граѓани наши кои што биле во Кина. Имавме состанок со кинеската амбасада, амбасадорот на Кина во нашата земја, кој што ни кажа дека има 50 на работници, кинески државјани на компанијата Синохидро, кои што биле таму на прослава на нивните празници и кои што треба да се вратат на работа, но препорачано име да патувањето го одложат. При тоа, сакам да кажам дека тие ќе бидат пред да се упатат во нашата земја, ставени во 14-дневен карантин. Во однос на другите мерки, ние имаме сосем доволен број на заштитни материјали, маски, скафандери. Нема посебна, ниту специјална терапија. Терапијата е симптоматска за оваа болест, за овој вирус, нема посебен лек. Имаме точно одреден алгоритам што и како се постапува со потенцијална појава ако има пациент, каде се упатува во која институција, јасно одреден дел на инфективната клиника за изолација, односно карантин, доколку е потребна, јасно одреден начин на спроведување на транспортот, дезинфекција после тоа, а за секој случај ние почнавме набавка на респираторни машини, да не се изнуди евентуално потреба за овој артифицијална вентилација кај пациенти кои што би имале компликации од оваа болест и некоја дополнителна сума на опрема за да се обезбедиме да бидеме спремни за евентуална сценарија кога би имале и еден или повеќе заболени од оваа болест. Дали Македонија се наоѓа во евентуална опасност од појава на некој ваков случај? Немаме податоци дека има некој заболен ниту во регионот. Во секој случај наша обврска е да се спремиме, да ги активираме сите механизми, тоа ние го направивме уште пред повеќе недели тогаш кога стигна првите препораки од Светската здравствена организација. Мора да кажам дека имаме многу искусни епидемиолози кои што претходно се справувале најсвежи со епидемијата на морбили. Сите чинители се практично во меѓусебна интензивна комуникација што и како да се превземе ако се појави овој потреба да се интервенира, така да би рекол дека нема простор за паника. И министер, што го имате ли информација за одреден некои македонци кои што се наоѓаат во некоја опасна, да речеме, зона и што е со оние кои што се наоѓаат на бродот, кој што исто така имаше појава на голем број на случаи со коронавирус? 4 наши државјани, еден во карантин во Франција, во Марсеј. Карантинот треба да заврши после веќе една недела од сега, тој веќе една недела во карантинна обсервација и после тоа со соодветен транспорт на соодветен начин ќе биде упатен во нашата земја и тројцата наши државјани во бродот кои што исто така сега во карантин според последните вчерашни информации, тие не се помеѓу заразените. Благодарам.